Нејасно е дали работната група за уставни измени ќе успее во наредните денови или најдоцна до идната недела, како што посакува владата да испорача првичен текст на амандманите. Ова тело на денешната седница, прва по конституирањето во април, не успеало да се договори за деловникот за работа. Имаше солидна дискусија и се надеваме дека на средбата в четврток ќе се усогласиме за деловникот, коментираат членови на групата. Работната група за подготвување на предлог иницијативата за потребата од измени на уставот денес одржа седница на која се дискутираше за деловникот, методологијата и начинот на работа. Средбите ќе се интензивираат во наредниот период, информираат од Министерството за правда. Во групата која брои 23 члена, 10 представници од политичките партии, 10 експерти и 3 представници на секретаријатот за европски прашања, Министерството за надворешни работи и кабинетот на шефот на државата, опозицијата не делегираше своји членови. Идејата на владата како иницијатор е откако ќе се има првична верзија на текстот на измените за нив да се отвори јавна дебата, да се усогласат позициите и да се пратат во собранието пред летните одмори. Добро е што побрзо да го имаме текстот. Ако не оваа, најдоцна наредната недела да го имаме текстот на амандманите. Што јас очекувам да го стигнеме рокот во ноември. Секако тоа е нешто што таа динамика зависи од тоа како собранието ќе го постави календарот на уставните измени, но сметам дека треба таа процедура да се започне пред летните одмори, односно пред летниот распуст на собранието. Владата останува оптимист дека иницијативата за уставни измени ќе помине, иако опозицијата е јасно против, а без неа се нема двотретинско мнозинство неопходно за заокружување на целиот процес и вметнување и на бугарите во преамбулата, што пак е услов за отворање на преговарачките поглавја. Премиерот Ковачевски во интервју за Гласот на Америка изјави дека членството на Европската унија, кое значи подобар животен стандард на граѓаните, повисоки плати, подобар правен систем, подобро владење на правото, не може да биде заложник на кариерата на еден човек или на една политичка партија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.